Драги ученици, добар ден и добре дојдовте на овој час по македонски јазик, на кој што ќе се запознаеме со опис на лик и опис на личност и која е разликата меѓу лик и личност. Најпрви да се подсетиме што представува опишувањето. Што и кого можеме да опишеме? Која е Хајди, на пример, а кој е нашиот дедо? Има ли разлика меѓу Хајди и мојот дедо? Што представува опишувањето? Опишувањето представува визуелизирање, слика од зборови на она што авторот го напишал во својата творба, на она што авторот го опишал во својата творба. Си представуваме слика додека ја читаме творбата. Кого можеме да опишеме и што можеме да опишеме? Можеме да опишеме автомобил, зграда, место, човек од некоја лектира, човек кој што го среќаваме секојдневно и така натаму. Се можеме да опишеме. Која е Хајди, а кој е нашиот дедо? Ако некој од вас, а верувам дека повеќето ја имате прочитано лектирата Хајди од Јохана Шпири, ќе знаете. Таа е девојче од истоимениот роман Хајди на Јохана Шпири. Кој е нашиот дедо? Секој од нас има дедо. Дали е тоа Симон, дали е тоа Елена, дали е тоа Милан, сите имаме дедо. Има ли разлика меѓу Хајди и мојот дедо? Има, ученици. Хајди можеме да ја сретнеме само во истоимениот роман Хајди од Јохана Шпири. Немаме физички контакт со неа, лице во лице. Мојот дедо. Сите ги среќаваме нашите дедовци. Се разбира, тие што се живи. Дали во продавница, дали на улица, или во парк, или специјално одиме кај нив. Например, можеби ги посетуваме еднаш неделно, можеби ги гледаме секој ден и така натаму. Имаме физички контакт со нив. И тоа е разликата. Со Хајди немаме физички контакт. Хајди ја среќаваме само во лектирата. А додека нашите дедовци, тие што се живи, ги среќаваме секојдневно или еднаш неделно или еднаш месечно, зависи кој каде живее. Сега да видиме која е Хајди, а кој е Диме од двата текста што ги имам извадено. Детскиот роман Хајди ме воодушеви. Едноставно посакав да се најдам веднаш на прекрасните падини на швајцарските Алпи. Секако претпоставувате дека ликот на малото девојче Хајди е заслужно што јас се влюбив во животот на планина. Но исто така влијаеше и врз моите постапки. Хајди докажа дека детското срце може да го стопи и најтврдиот камен. Незината добрина, дружелюбивост, хуманост, искреност, ведрина ќе го смени животот на луѓето околу неа. Среќата што несебично ја зрачи и нејзиниот лик се пресели и на мене. Ученици, Хајди, рековме дека е лик од лектира. Ја среќаваме само во романот Хајди. Ајде да видиме сега кој е Диме. Повторно изводок од ученички состав, како и за Хајди. Диме е мојот прв сосед, но воедно и мој соученик и најдобар другар. Не само мој, туку и на целото оделение. Колку сме среќни што го имаме. Затоа ќе му го посветам составот нему. Диме се досели во нашата зграда пред 4 години. Неговиот татко добил работа во странство, па тој заедно со сестричката се пресели кај баба му, која живее веднаш до нашиот стан. Таа порано ни раскажуваше дека нејзиниот внук е многу разбрано дете, кое целосно им е посветено на книгите. Но ние откривме дека тој е несебичен другар, кој секому помага. Не остава некој да биде без домашна работа, не ги објаснува задачите со голема трпеливост, знае да помогне во неволја, да се жртвува за другарството. Сила е нашиот Диме. Да видиме мал разговор за текстовите.
Кого опишува авторот во првиот текст? Авторот опишал лик од прочитана лектира или книга. Значи, Хајди е лик од прочитана лектира или книга. Кого опишал авторот во вториот текст? Авторот опишал личност од нашето секојдневно обкружување. Значи, личност од нашето секојдневно обкружување. Диме е личност. Како ги опишал луѓето авторот? Како? Ги опишал нивните внатрешни особини, односно карактерот, и надворешни особини, односно изгледот. Да видиме која е разликата меѓу лик и личност. Во првиот текст авторот ја опишал Хајди. Таа е девојче од истоимениот роман Хајди од Јохана Шпери. Во тој текст авторот опишал лик. Значи, ако опишуваме некого од прочитана книга или лектира, сме опишале лик. Заклучокот е дека Хајди е лик. Таа е девојче од лектирата Хајди, која што на вас ви беше лектира во 6-то оделение. Во вториот текст авторот опишал некого од своето секојдневно обкружување. Го опишал Диме. Во тој текст авторот опишал личност. Значи, ако опишуваме некого од нашето секојдневно обкружување, сме опишале личност. Диме е личност. Да повториме пак. Хајди е лик. Немаме физички контакт со неа. Ја има само во романот Хајди. Диме е личност. Авторот има контакт со него. Физички контакт. Го среќава кога и да се прошета. И сега имаме заклучок дека ликовите се од прочитани дела и со нив немаме физички контакт. Немаме контакт лице во лице. А личностите се од нашето секојдневно обкружување и со нив имаме физички контакт. Секој од нас има по некој Диме. Така, најдобар другар, се грижи за нас, ни помага во решавањето на задачите и така натаму. Кое е тоа надворешно и внатрешно опишување? Претходно спомнавме дека авторот ликовите ги опишува внатрешно и надворешно. Тие се носители на фабулата, односно настаните што се раскажуваат во една епска творба. И имаат внатрешни особини и надворешни особини. Внатрешните особини, односно карактерот, ги согледуваме од зборовите на авторот и постапките на ликовите и личностите. Значи, ако сме ја прочитале Хајди, ќе кажеме дека таа го смекнува тврдото дедово срце. Таа е грижлива за бабата на Петре, за мајката на Петре. Таа е инаетлива, со својот инает постигнува Петре да научи да чита. Со својот темперамент, со својата веселост, ја убедува Клара да биде повесело девојче. Диме е грижлив, ни помага во решавањето на задачите. Се грижи за пријателството. Тоа е карактерот на човекот. Надворешните особини, односно физичкиот изглед, ги согледуваме од описите што ги дава авторот на творбата. Описите што ги дава авторот на творбата. Хајди, на почетокот на романот, е опишана како девојче кое што носи црвено фустанче. Девојче кое што на главата има 3 шапки и од кои што му е топло. Девојче на кое дедото на крајот му дава сламена шапка, од која што не сака да се откаже Хајди, дури ни во Франкфурт, во Германија. Значи, Диме, за Диме баш и немаме некој физички опис, но, да повториме, внатрешните особини, односно карактерот, ги согледуваме од постапките на ликовите, како тие се однесуваат, додека надворешните особини ги дознаваме од описите што ги дава авторот во творбата. Ученици, сега сакам вие да ми кажете
Која е разликата меѓу овие два текста? Ана е мојата сестра. Таа е девојка со сини очи и руса коса. Висока, секогаш со насмевка на лицето, а кога шета, сите погледи се свртени кон неа. А таа исправено оди по улицата, свесна за впечатокот што го остава кај другите минувачи, не свртувајќи се ни лево, ни десно. Вториот текст. Таруно, најден како бебе на патот, беше изгледан од баба Мулон. Свесен за тешкиот живот што го има со циганите, за стравот што го претрпува од Хенза, сепак не сака да остане без баба Мулон и да биде овчар кај еден човек. Грижлив, искрен, непоколеблив, во вербата дека Бреско ќе преживее, ми го стоплува срцето секогаш кога ја читам лектирата Белото циганче од Видое Подгорец. Можете да го стопирате видеото и да си одговорите на прашањата. Првиот текст опишува личност, некого од нашето секојдневие. И тоа ја опишува Ана и незиниот изглед, надворешните особини. Вториот текст опишува лик, тоест некого од прочитана книга. Го опишува Таруно и неговиот карактер, внатрешните особини. Значи, авторот ни ги опишува Ана и Таруно, нивниот карактер, нивниот изглед и така натаму. Ученици, ве оставам во пријатно расположение и со домашна работа. По ваш избор да опишете лик или личност.